Тоа што вие коментиравте, да, јас сум сега во опозиција, но вие сте постојано во власта. Значи, вие требало малце повеќе од мене да направите, а неам такво чувство. Посебно заради тоа што во значаен период и од претходната влада Министерството за здравство го водеше кадарот Дуј. Така да кога критикувате, треба да се критикувате и самата себе, односно самата себе не мислам на вас лично, мислам на партијата од која што сте пратеник во собранието. Јас за здравство, колешке, со вас имам дефицит во сознание да зборувам. И тоа го почитувам. И ќе ве послушам доколку ми зборувате во стручниот домен на здравството. Апаратура, терапии, диагнози, насоки во здравството и така натаму. Јас тоа што го направив е да зборувам дека ние имаме со овој ребаланс на буџет кратење на буџетот во здравство. Во ситуација кога впечатокот мој како лаик, како корисник на услуги од здравството, а не како здравствен работник, е дека здравството е во најтешка ситуација. И сум изненаден и ќе бидам разочаран доколку вие како докторка гласате во ваква ситуација за ребаланс на буџет со кој што дополнително се крадат парите за здравството. И признавајќи дека искрено во детали не знам точно дали се кратат од болница Гостивар или Велес или Пробиштип или Штип или било каде. Или се кратат по програми, оние што ги имаме за разноразни диагнози за ретки болести. Не знам. Јас зборам дека ќе има доктори, пратеници од водачкото мнозинство, кои што ќе имаат морална дилема во момент кога здравството е во најлоша ситуација да гласаат ребаланс на буџет со кој што се крати пари дополнително во здравството. Тоа ми беше дискусијата околу здравството. Во делот на реализација на буџетот, тука да разјасниме. Податоците за кои што јас зборував, и ве молам тука внимателни бидете и заменичката и господинот Велковски, ако дозволите. Ајде ве молам да внимаваме за дискусијата. Значи, податокот со кој што ние располагаме, а вие сте ни го доставиле, е за првите 8 месеци. И тоа е 61%. Тоа што вие користите нов податок, кој што не сте ни го доставиле нас, е минус за вас во смисла на некој коректен однос со пратениците. Но, направив брза пресметка и ги молам колегите многу внимателно да слушнат, ова е не цела минута и тука завршувам. Направив пресметка. Викате вие до 18.9, така? 18 дена од септември е 0,6 месец. Така? 0,6 цело од месец. Од 30 дена, да. Значи, ние имаме пресметка за 8 цели месеци и 0,6 месец. Плюс. Значи, 8,6 месеци. Реализација. Тоа кој ќе го поделите со 12, господин заменик министер, реализацијата требало да ви биде, значи 8 делено, 8,6 делено со 12. Така? Добри математичари се гледам. Присутните од финанси. 8,6 делено со 12, степен на реализација требало да имате 71,7%. Но, вие се фалите со реализација од 66,7%. Што? Доаѓаме до ситуација дека сами признавате дека имате 5% помала реализација на приходите во 8,6 месеци. Или 8 цели месеци и 0,6 месец. Што па во пресметка на вкупниот приход од 210 милиарди, доаѓаме до бројка од, се извинувам, јас велев како, 155 милиони? Не. 171 милион според податоците нови кои што вие ги кажавте. Значи, не запира тенденцијата на нереализирање на планираните приходи. Туку таа си оди во права траекторија и на крај на годината ќе дојдеме од бројка од 255 милиони, како што и ви кажав. Значи, во 8,6 месеци вие сте реализирале по основ на наплата на даноци 171 милион евра помалку. И тука не правам споредби на баби со жаби, туку правам споредби на планирано со реализирано за оваа година. Благодарам. Овде